Добар ден на сите. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на медиумите што бевте тука денес со нас. Навистина беше динамичен и долг ден. Меѓутоа, сепак често да се учествувале на ваков состанок и како делегација, меѓутоа и како медиуми кои ја представуваат нашата држава. Учеството на третиот самит на Европската политичка заедница кој се одржа денес во Гранада беше одлична можност за значајни средби, дебати и дискусии за актуелни прашања поврзани со евроинтеграцијскиот процес, потоа со безбедносните предизвици, со дигитализацијата, напредокот на Европа во насока на градење на транспарентни општества и тоа во време на силни геополитички превирања на европскиот континент. Како што напоменав и на почетокот на денот при мојата изјава, многу е важно што на овој самит на Европската политичка заедница се случува ден пред неформалниот совет на Европската унија, на кој што присуствуваат лидерите на сите земји членки на Европската унија, кои денес беа сите присутни, заедно со сите други земји од Европа, и на кој што состанок, кој се одржува утре, исто така тука во Гранада, лидерите на Европската унија ќе започнат дискусии за приоритетите на Европската унија во следните години, односно ќе дискутираат со цел да ја подготват стратешката агенда на Европската унија за годините кои што следат. По нашите дискусии денес, тие утре ќе разговараат за проширувањето како една од стратешките определби на Европската унија, како и за внатрешната реформа во насока на тоа проширување, односно за реформа која ќе овозможи Унијата да функционира со нови земји членки кои ќе пристапат во периодот пред нас до 2030 година. Од тука за нас како земја, но и за целиот регион на Западен Балкан, Европската политичка заедница како платформа е исклучително значајна. По самитот во Кишињев, на првиот кој што се одржа во Прага, денес овде во Гранада повторно имавме можност и ние останатите земји кои се дел од процесот на пристапување да се вклучиме во дел од тие разговори, и тоа денес и преку конкретни работни маси, и на билатерални средби на маргините на овој самит со премиерите на други држави. Моето учество беше на тркалезната маса за дигитална транзиција и вештачка интелигенција, на која што можевме да разговаравме за придобивките и за позитивните практики кои преку дигитализацијата може да ги добијат државите, меѓутоа пред се граѓаните во делот на остварување на поефикасни и побрзи услуги. Тоа ќе влијае на зголемување на транспарентноста, на подобрување на јавните услуги, на намалување на корупцијата, што во суштина значи и забрзан евроинтеграцијски процес, меѓутоа и подобар живот. Исто така разговаравме дека со зголемувањето на дигитализацијата, со зголемувањето на пристапот на телекомуникацијските услуги, а нашата држава е држава која што ја има во Европа една од најдобрите телекомуникацијски мрежи и една од најразвиените телекомуникацијски мрежи. Рака под рака со овие предизвици оди и сајбер безбедноста, како и заштитата од хибридни напади. И затоа тука се договоривме дека во веќе формираниот центар за заштита од сајбер напади од страна на Европската унија ќе биде проширен и како во однос на процесите, така и во однос на фондовите ќе бидат опфатени и земјите кандидати за членство во Европската унија, со што и Северна Македонија веќе ќе биде опфатена во овој центар, кој што ќе овозможи подобра заштита на нашата телекомуникацијска мрежа, на нашите системи од сајбер нападите кои што се случуваа во минатото, меѓутоа и од кои секогаш постои опасност дека ќе се случуваат. Следната тема беше исклучително важна во овој дел, а тоа исто така управувањето со социјалните мрежи и со предизвиците на вештачката интелигенција. Европската унија веќе започнува да работи на конкретни планови за воведување на соодветни регулативи кои што се однесуваат на обезбедување на регулација во овој простор и исто така заштита на демократските општества од влијание од трети земји кои што не сакаат да има демократски општества какви што денес ги има во Европската унија и во земјите кандидати за членство во Европската унија. Ние како влада имаме навистина силна волја што побрзо преку дигитализација да развиваме различни алатки за дигитализацијата на јавните услуги.
бидејќи колку побрзо тие се имплементираат, толку побрзо нашите граѓани, нашите компании ќе ги почувствуваат придобивките од истата. Ние веќе сме земја која што има воведено систем за вештачка интелигенција во делот на пружање на информации и услуги во делот на поддршката на инвестициите преку системот АДА, меѓутоа и голем број на други услуги во државата се веќе дигитализирани во делот на градежништвото, во делот на обезбедувањето на документи за граѓаните и во други делови на работењето и на живеењето во државата. За време на самитот имав исклучително важни средби со премиерот на Ирска Лео Варадкар, со премиерот на Холандија, господинот Марк Руте, и со премиерот на Шпанија, Педро Санчез. На сите овие средби разговаравме за динамиката на скрининг процесот кој што Северна Македонија го има со Европската Унија, кој се одвива одлично, за динамиката во однос на одлуките кои што треба да ги донесеме во нашето собрание, а кои се однесуваат на уставните амандмани и продолжување на европските интеграции на државата и отворање на кластерите по завршувањето на процесот на скринингот, и секако дека добивме поддршка во однос на овие процеси од државите и нивните премиери со кои што денес имав можност да разговарам. Како клучни пораки кои што можам да ги истакнам од состаноците кои што денес се одвиваа, од мултилатералниот состанок на почетокот и подоцна од состаноците на работните групи, како и од билатералните следби, е дека Европа успеа да покаже дека само со заедничка работа можат да се остварат и визијата за мир, стабилност, обединетост и просперитет на европскиот континент, без разлика дали земјите се членки на Европската Унија или се земји кандидати за членство во Европската Унија кои наскоро ќе станат земји членки. Потоа дека ние сме поврзани и географски, меѓутоа и вредносно, и историски на овој континент, и дека делиме заеднички вредности, дека мора да се воспостави заедничка европска безбедносна архитектура, за да европскиот континент живее во мир, слобода и просперитет, и секако дека Европа од секогаш била едно од центрите, односно била континент на иновации и континент на нови процеси кои што се одвиваат во светот, дека има огромен потенцијал и дека со заедничка работа ќе може да се допринесе повеќе и за развој на бизнисот и за развој на животниот стандард на европскиот континент, и секако дека проширувањето останува високо на агендата на Европската Унија, зашто утре ќе има и конкретен состанок, како што кажав, на лидерите на Европската Унија, на неформалниот состанок на Европскиот совет. Таму ќе се разговара, како што најави веќе и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, за внатрешните реформи кои што Европската Унија треба да ги направи со цел да биде во можност да абсорбира нови земји членки на Европската Унија, бидејќи не е исто доколку Европската Унија работи со 27 земји членки во однос на она што би било доколку има 32-33 земји членки во Европската Унија во делот на незиното функционирање. Веќе во медиумите е лиферувана информација дека постои германско-француски предлог во однос на еден работен материјал кој што ќе биде основа за овој состанок утрешен, меѓутоа и за состанокот, официјалниот состанок на Европскиот совет кој што ќе биде во декември. Јас во детали не би навлегувал во него со оглед на тоа дека се работи за работен материјал кој што треба да го презентираат тие кои што го направиле, меѓутоа го имам видено, и се работи за материјал кој што има навистина позитивни сигнали, меѓутоа и позитивни одредби во однос на пристапувањето на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Би сакал исто така да се заблагодарам на домаќините за одличната организација, за се она што беше возможено на нашата делегација овде во Гранада. Сакам да се заблагодарам на нашиот амбасадор во Шпанија, господинот Адеми, на советничката во мојот кабинет за надворешни работи и секако на представниците на медиумите кои што денес беа тука со нас. Доколку имате прашања, јас сум тука да ви ги одговорам.
Ја споминавте изјавата на Шарл Мишел, кој што ја даде вчера за неколку поделни медиуми. Очекувате ли Македонија да се најде меѓу земјите од Западен Балкан, за кој што вели очекувам одлуки за проширување на декемврискиот самит? Апсолутно, Северна Македонија, според мене, меѓутоа и според сите оценки, е земја лидер на Западниот Балкан во делот на пристапувањето во Европската Унија. Вие ако ги погледнете перформансите на нашето согласување досега, ние веќе имаме над 45% усогласеност на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. Ако погледнете од институционален аспект, најголемиот дел од нашите институции се веќе усогласени со начинот на организација и функционирање на институциите на Европската Унија и секако дека Северна Македонија е дел од земјите кои што ќе бидат вклучени во делот на проширувањето на Европската Унија. Ние сме земја која што веќе го привршува билатералниот скрининг во однос на сите поглавја, веќе извештајот за првиот кластер Fundamentals е завршен. Веќе работиме на подготовка на патоказите, врз основа на кои што подоцна и се спроведува целиот процес на пристапување, заедно со отварањето на поглавјата, и она што останува е да и ние исполниме нашата обврска, преземена во преговарачката рамка, одобрена од сите 27 земји членки на Европската Унија, да ги спроведеме потребните одлуки во нашето собрание, кои што се однесуваат на европското интегрирање, односно да ги направиме потребните амандмани на Уставот и потоа веднаш да продолжиме со отворање на првиот кластер. Јас верувам дека до февруари, доколку ги направиме потребните одлуки во текот на оваа година, не само што ќе го отвориме првиот кластер, туку ќе бидеме во можност да затвориме едно или две поглавја од првиот кластер од преговарачката рамка. Дармија, премиерът може ли коментар за случувањата на Косово? Денеска беше пропуштена шанса за средба меѓу Србија и Косово, си разменија некои пораки. Дали постои ризик за дестабилизација на регионот и како ја коментирате вчерашната изјава на министерот Османи дека доколку се докаже дека Србија на каков било начин е вклучена во нападот на Северно Косово, потребно е преиспитување на нашето учество во Отворен Балкан? Првин, да, тука беа присутни денес, како што кажав, лидерите на земјите од Европа. Значи беа присутни и председателот на Србија, со кого што јас имав разговор, беше присутна и председателката на Косово, господјата Османи, со која исто така имав разговор, нормално како соседни земји. Имав разговори со господинот Еди Рама и со најголемиот дел од лидерите. Можам да ви кажам дека мирот и стабилноста се суштина за било која регионална иницијатива, чија цел е пред се економски просперитет, но и надминување на ограничувањата и предизвиците помеѓу земјите. Во нашиот регион постојат над 70 регионални иницијативи, чија што цел е токму ова, надминување на ограничувањата кои што постојат помеѓу државите и изголемувањето на соработката помеѓу економиите, помеѓу граѓаните на сите полиња. Бидејќи ако нема мир, нема да има ниту Отворен Балкан, нема да има ниту Берлински процес, а по слична аналогија ќе треба да се преиспитуваат и други меѓународни организации и иницијативи кои што вклучуваат голем број на земји. Еве, земите го примерот на ОПСЕ. Ние сме земја која што председава со ОПСЕ во најтешката година за Европа. Во ОПСЕ членуваат и Русија, и Белорусија, и Украина. И во ОПСЕ имаме држава која што има нападнато друга земја членка и можете да замислите каков е предизвикот да се председава со една таква организација која што на моменти функционира во услови на блокада, па и на парализа и треба многу вештина за да организацијата продолжи да делува. Меѓутоа, ние сме тука да создаваме, а не да растураме. И ние сме уверени и порачуваме дека Србија и Косово треба да бидат за мир и треба да направат се да ги повлечат вистинските потези, да ги направат вистинските чекори за безбедна иднина на своите граѓани, на своите народи, меѓутоа и за стабилност на целиот регион. Ние како земја сме многу јасен
пример дека преку активен и отворен диалог се решаваат сите отворени прашања и дома, меѓутоа и со соседите. И навистина верувам дека овој регион може многу повеќе и може многу подобро и стоиме на располагање на сите процеси со нашето искуство и со реална подршка, се со цел да се обезбеди мир и стабилност во регионот кој треба и мора што поскоро да биде дел од Европската Унија. Ставот на владата, бидејќи министерот Османи и појасни денес дека тој својот став го има дадено од позиција на подпредседател на политичка партија, ставот на владата останува непроменет, дека како држава имаме конструктивна улога и учество во сите регионални иницијативи, вклучувајќи го и Отворен Балкан, се додека тие иницијативи носат конкретни придобивки за граѓаните, за државите, за економиите, за бизнисите на земјите кои што се дел од овие иницијативи. Исто така, ние сме активен учесник и депонент на веќе подпишаните договори од Берлинскиот процес и секогаш ќе бидеме дел од иницијативи кои што не се во колизија со нашите стратешки определби за членство во организации кои што регионот го носат кон полноправно членство во Европската Унија. Меѓутоа, останува оценката дека за да има успешни регионални иницијативи, прво мора да има мир и мора да има стабилност и мора да има почитување помеѓу сите соседни земји кои што учествуваат во тие иницијативи. Ние за 10 дена ќе бидеме во Тирана, кои што оваа година се домаќини и претседаваат со Берлинскиот процес. Замислите каков ќе биде тој состанок, на кој што треба на иста маса да седат земји, кои што помеѓу себе имаат проблем во елементарната комуникација. Затоа велам дека да за интеграција, да за соработка, меѓутоа никако не за конфликти. И затоа еве уште еднаш апел од Северна Македонија како земја сосед да конфликтите се решаваат во рамки на веќе подпишаните договори кои што земјите ги имаат со добра волја и се со цел за подобра иднина на народите кои што живеат во сите држави во нашиот регион. Прашање за домашна тема. Овој пат лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски денеска испрати една порака, едно барање до вас да се одржи лидерска средба во врска со договарањето на термините за парламентарните избори, за претседателските избори кои што ќе се одржат до година. Како го коментирате неговиот став? Дали ќе се организира лидерска средба? Првен, јас ја видов изјавата на претседателот на ВМРО ДПМН. Сакам да му одговорам на првиот дел од неговата изјава, во која што тој спомнуваше авториот делот на психотерапијата. Сметам дека проблемите на Северна Македонија се многу помалку од психотерапевтска природа, односно тие се многу повеќе проблеми од гастроентерохепатолошка природа со оглед на блокадите кои што ВМРО ДПМН ги прави во собранието и во носењето на одлуките за интеграција на нашите граѓани и на нашата држава во Европската Унија. Што се однесува до самите избори, до изборниот законник и до наблюдувањето на изборите, прво, парламентарните избори се дефинирани согласно закон, исто како што се дефинирани и претседателските избори согласно закон. Во однос на измените на изборниот закон, и тоа добро го знае претседателот на ВМРО ДПМН, во рамки на Министерството за правда работи работна група за измени на изборниот законник, која што ја предводи господинот Новаковски, кој што е искусен правник и поранешен член на Државната изборна комисија. Во таа работна група учествуваат представници на сите политички партии, освен представник на ВМРО ДПМН по нивна волја. Иако, кога се формираше работната група, не само што беа повикани,
туку и беше понудено председател на комисијата да биде предложен од ВМРО ДПМН, меѓутоа тие одбија. Ова барање на председателот на ВМРО ДПМН е уште едно од низата барања за ставање настрана на институциите во државата, ставање настрана на парламентот во државата, ставање настрана на процедурите и законите и договарање на некакви маси на нешто што е регулирано со закон. Кај нас точно е дефинирано кога ќе се одржат председателски избори и кога ќе се одржат парламентарни избори во нивните редовни термини. Во однос на наблюдувачките мисии, исто така треба да знае, ако не знае, дека штом ќе се распишат изборите, било да се тие председателски или парламентарни избори, тогаш се испраќа од МНР барање до ОПСЕ ОДИХР да испрати долгорочна мисија, која што го наблюдува целиот процес на подготовка на изборите, а со почетокот на изборната кампања и одржувањето на самите избори, доаѓа наблюдувачка мисија, теренска, која што ги надгледува изборите и нивното одржување и која потоа поднесува извештај. Така да штом ќе бидат распишани изборите, кога тоа председателот на собранието ќе го направи, тогаш ќе бидат спроведени и сите овие постапки. Што се однесува до одржување на лидерски средби, ние сме имали лидерска средба, може да имаме повторно, каде што нормално ќе учествуваат сите лидери, бидејќи одлуките за избори се носат со консензус. Меѓутоа и тоа прашање е апсолвирано веќе, со оглед на тоа дека ние имаме поважен процес во државата од избори кои што ќе бидат во својот редовен термин, бидејќи веќе никој не зборува за предвремени избори, а тоа е носење на одлуките за продолжување на евроинтеграцијскиот пат на државата. Што значи дека и таа понуда се уште важи, дека можеме уште во понеделник да закажеме седница на собранието, на кој што ќе бидат изгласани уставните амандмани и истиот ден да се закажат избори и да одиме на избори. Зборувам за предвремени парламентарни. Исто така, на маса е и другиот предлог, а тоа е да се отпочне процесот за уставните измени, да ВМРО ДПМН биде дел од владата, исто така како што бара и како што прифатија на пресконференција, да се подготват изборите, при тоа да биде завршен скринингот, да бидат отворени поглавијата од првиот кластер, да затвориме едно или две поглавја и потоа да одиме на председателски и на парламентарни избори. Што секако би представувало некаков договор во однос на најважното прашање на кое што го имаме за граѓаните и за државата. Се друго е разговор на теми кои што му значат само на некого кој што сака без политичка програма да дојде на власт, односно да оди на избори, бидејќи на председателските избори, повторувам пак, кандидатот на Европската коалиција ќе биде победничкиот кандидат и подоцна на парламентарните избори, повторно Европската коалиција ќе ја предводи владата која што до наредните избори, односно до изборите после следните, ќе ја внесе земјата во Европската унија и конечно нашите граѓани веќе нема да морат да работат во туѓи земји членки на Европска унија со пасоши на други држави, туку ќе работат во своја земја, Северна Македонија, земја членка на Европска унија, со многу поголеми плати, со многу поголем животен стандард, со подобри услуги и така натаму. Да. Денес имавте повеќе билатерални средби, меѓу кои со Санчес и Борел. Кои се вашите впечатоци, дали постои заинтересираност за француско-германскиот предлог со кој меѓу другото би се вовело и квалификувано мнозинство во одлучувањето на ЕУ, пошто ова е важно бидејќи е токму еден од аргументите против носењето на уставните измени. Гледайте, во однос на тоа што е ставено како работен материјал, јас кажав дека не би сакал да го коментирам, бидејќи треба да го презентираат тие кои што го подготвиле, а се работи за германско-француска работна група.
и секако дека тие на официјалниот состанок кој што ќе го има на неформалниот утре и на официјалниот во декември својот предлог ќе го презентираат. Има држави кои што тоа го потврдуваат. Меѓутоа ние треба да знаеме дека во текот на нашиот евроинтеграцијски пат имаме преземено и ние обврски, има преземено и Европската унија обврски, и тоа се обврски кои што ќе треба да ги исполниме. Како што тие исполнија обврската за вклучување на чист македонски јазик без никакви фусноти во преговарачката рамка, за што сите сме сведоци. Како што тие презедоа обврската да се одржи прва меѓувладина конференција минатата година, како што ја презедоа и исполнија обврската да се одржи, да се потпише договорот Фронтекс на македонски јазик, одобрен од сите земји членки на Европска унија, и тоа се случи, така и ние треба да исполниме нашата обврска, а тоа е вметнување на други делови од народи во нашиот устав, кој што веќе и вклучува други делови од народи, и со тоа да го продолжиме нашиот пат на европско интегрирање. Се друго е залажување на граѓаните, се друго е бегање од реалноста, се друго е бегање од одговорност и се друго е немање на храброст. Ви благодарам и уште еднаш лично ви се заблагодарувам што бевте сите присутни тука во нашата македонска делегација во Гранада на овој долг, напорен, меѓутоа успешен ден. Ви благодарам.